Почитуван потпредседател на владата, почитувани екселенции амбасадори, почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, почитувани учесници на конференцијата Инфраструктурата го поттикнува развојот и ја поддржува климатската акција. Ми представува чест што можам да ви се обратам и да ви посакам успешна конференција. Инвестирањето во транспортот, во енергијата, во дигиталните мрежи, односно инвестирањето во инфраструктурата представува примерен фокус на оваа влада. Нашите развојни планови во инфраструктурата опфаќаат инвестиции од преку 2,7 милиарди евра само во патната и железничката инфраструктура. Придобивките од инфраструктурните инвестиции се видливи. Овие инвестиции значат подобри услови за развој на економијата, подобар квалитет на живот на граѓаните и отворање секако на нови работни места. Тие мора да бидат во служба на граѓаните, но исто така и да се насочат кон постигнување на клучните стандарди за заштита на животната средина, како и поддршка за напорите за чист воздух, подобар квалитет на водите, подобро здравство, поголема инклузија на сите чинители и групи во општеството. Со засилените климатски промени и дигитализација постои потреба за промена на начинот на кој инфраструктурата се планира, спроведува и управува. Планирањето и спроведувањето на инфраструктурата на одржлив начин овозможува заштита на виталните природни ресурси, на животната средина и промовира поефективно и поефикасно користење на финансиските ресурси. Со применување на принципите на одржлива инфраструктура се користат се помалку ресурси во процесот на изградбата, се намалуваат емисиите на јаглерод, се намалува загадувањето и се подобруваат работните односи. Подобреното управување со инфраструктурни проекти овозможува да се постигнат целите на нашата развојна агенда. Искуството на повеќе земји укажува дека е возможно да се планира, дизајнира, гради и одржува инфраструктурата со минимални еколошки, социјални, здравствени и безбедносни ризици за граѓаните и секакви влијанија кои што произлегуваат од нив. Но за да се вклучи принципот на одржливост на инфраструктурата, мора да го промениме начинот на кој инфраструктурните проекти се планираат, спроведуваат и управуваат. Потребно е да ги прифатиме новите иновативни трендови во планирањето, спроведувањето и следењето на изградбата на инфраструктурата. Потребно е да ја прифатиме дигитализацијата на секое ниво, од процесот на планирање и раководење до процесот на користење на инфраструктурата и ефектите кои сме ги постигнале. Би сакал да потенцирам дека оваа година е рекордна по инвестиции во патната инфраструктура. Вредноста на инвестициите во изградбата и реконструкцијата на патната инфраструктура оваа година достигнуваат 360 милиони евра во изградба на нови, модерни и безбедни патишта. Позитивен пример за успешно менаџирање со инфраструктурните проекти е експресниот пат Штип-Радовиш, изграден по најсовремени стандарди, но изграден и 4 месеци пред конечниот рок за градба. Во овој момент градиме уште 3 други експресни патни правци. Од Градско кон Прилеп, Ранковце Крива Паланка, Крупиште Кочани, со што инвестираме преку 135 милиони евра во безбедност за граѓаните. Инвестираме во изградба на неколку автопатски делници, а фокусот го ставаме на изградбата на коридорот 8, а ги рехабилитираме и постојните магистрални и регионални патни правци. Секако приоритет е подигнување на безбедноста на патиштата со вложување на модерните системи, а тоа е интелигентниот транспортен систем, со кој преку дигитализација овозможуваме подигање на сообраќајот на едно повисоко ниво во државата. На крај би сакал да ви посакам успешна работа, размена на идеи и искуства на оваа конференција и секако се надевам дека од овие дискусии ќе произлезат прифатливи идеи и препораки за унапредувањето на процесот на планирање, спроведување и реализација на инфраструктурните проекти во Република Северна Македонија. Благодарам.